Со пензија од 15.000 денари не може да се преживее, велат струмичките пензионери кои денес повторно излегоа на улица и се приклучија на барањата на пензионерите од другите градови за линеарно наместо процентуално зголемување на пензиите. Велат дека живеат во тешка положба и си ги бараат законските права пред надлежните институции. Бараат линеарно покачување од 3500 денари и тоа веќе од следната пензија. Со 15.000 јас сам пензија, меѓутоа таа пензија 15.000 не стига. 7.500 и 8.000 имат давачки. Останатото останува за јадене, а у самопослугата исти се цените и за 78% покачување и за 6% покачување. Кога ќе влезеш у самопослугата и ладарката ќе ја земеш, со неа, без неа ќе излезеш. Член 8, став 8 од Уставот на Република на Македонија, каде се опфатени моралните вредности, комунизам, социјална правда и солидарност, сакам власта и Министерството да го почитува Уставот, член 8 и став 8. И нашите барања, барем од Струмичкото здружение, ќе се базират на тоа, да се почитува Уставот, солидарноста, комунизма и правичноста. Оти не сум зависен јас од државата, туку јас сум работил за државата, а не да ми дава оно на мене некои си социјални помоши што треба да на Свети 15, тама на сада не се умалуважиме кои сме, што сме, туку да бидеме културни и да си го тераме правото, тај што е работил нека си зема. Тај што е работил нека си зема, а не некој што не работил да зема. Струмичките пензионери велат дека не застануваат тука и дека своите права ќе ги бараат и во четврток пред собранието во Струмица. Па еве, сакам и преку вашата телевизија да кажам и да објавам дека во четврток во 10 часот сме пред собранието. Сите кои ги загрижува ова, нека дојдат во 10 часот пред собранието. Ние нашите права кои си ги бараме легитимно преку институциите, ќе доставиме и записник, ќе доставиме барања, така мислам дека институциите и министерката ќе имат слух за нашите барања. Зголемување на пензиите линеарно по 3.500 денари и утврдување на минималната пензија на 18.000 денари побараа денеска незадоволни пензионери и од Неготино и Куманово.